Добро, драго ми е што денеска овде во Прилеп, во континуитетот на средби кои што ги остваруваме на терен, како министерство, како институции кои што се дел од секторот земјоделство заедно со здруженијата, со сите чинители, со општините, градоначалниците, отвараме еден диалог околу сите прашања кои што ги мачат во овој случај. Тука се одгледувачите на говеда, производителите на млеко, ќе разговараме денеска за сите прашања, барања, за политиките на Министерството на владата, сето она што може да го реализираме во овој период. На еден отворен, транспарентен, конструктивен начин како и до сега ќе ги дефинираме сите овие барања и тука сме да излеземе во пресред за сето она што на краток, среден и долг рок, исто како влада и министерство, имаме зацртано во рамки на нашите програми. Кога сме кај програмите кои што веќе се усвоени од страна на владата, кои што содржат низа на новитети и промени во делот на политиките од оваа година, согласно и усогласувањата со Европската унија, би сакал тука од Прилеп да потенцирам неколку работи. Првин, и оваа година остануваат зголемувањето на субвенцијата кај одгледувачите во говедарството, особено во делот на развојната категорија, каде што уште минатата година фиксно беа зголемени субвенциите од 10%, но со измената која што оваа година ја правиме, оваа развојна категорија, правиме промена во бројот на говеда кој што опфаќа една развојна категорија, не од 5 до 20, туку од 10 до 50 говеда, односно опфаќаме еден поширок спектар на производители, над 3500 производители опфаќа оваа развојна категорија, се со цел да имат зголемени субвенции, а со тоа и мотив да прераснат, односно да инвестираат, да го зголемат бројот на добитокот и да ги мотивираме да се развиваат на некој начин, а токму оваа развојна категорија го носи и развојот како на овој подсектор, така и на целокупниот сектор во сточарството и вкупно во земјоделството. Околу 42% од вкупниот број на говеда опфаќа токму оваа развојна категорија, односно 24% на одгледувачите, односно на производителите, потпаѓаат по една категорија која што сакаме да ја мотивираме. И тоа е само една мерка или една политика на која што е воведена оваа година и која промена ја направивме заеднички се со цел да има еден поширок опфат на овие производители кои што ќе добијат зголемени субвенции за 10%, односно од 2800 на 3100 денари, паралелно со сите други дополнителни мерки кои што стојат во програмата за директни плаќања, но особено тука би ја потенцирал мерката за набавка на приплоден добиток, која што оваа година ја зголемуваме за неколку пати. Минатата година имавме предвидено околу 14 милиони денари, оваа година со програмата за рурален развој, која што е веќе донесена, оваа мерка за набавка на приплоден добиток, преку која што го обновуваме генетскиот потенцијал, ја зголемуваме продуктивноста, ја зголемуваме на 90 милиони денари, односно 1,5 милиони евра се предвидени за токму оваа мерка набавка на добиток, каде што согласно барањата на самите производители и чинители во секторот, на подсекторските групи, го сменивме и концептот на самата примена. Знаете дека до минатата година таа се реализираше преку реализирање на инвестицијата, па потоа се бара склучување на договор со платежната агенција. Имаше една неизвестност во инвестицијата, дали на луѓето ќе им се вратат овие средства кои што ги инвестираат. Сега го сменивме правилникот, така да со објавата на оваа мерка, каде што имаме доста голем износ на средства, 1,5 милиони евра, кои што значително ќе влијаат на зголемувањето на бројот на добитокот, го менуваме и самиот концепт да првин се склучи договор со агенцијата, а подосна се набави добитокот од признаена или организација од увоз и да се реализира самата инвестиција. Значено исто така реализацијата на ИПАРД програмата, мерката 1, која што пред само неколку дена беше завршена како повик. Има огромен интерес, што ме радува, над 800 пристигнати апликации само на оваа мерка, која што ги опфаќа токму и овие
производители, фармите, односно оваа мерка може значително да биде искористена како ИПАРД во делот на зголемување на конкурентноста и во овој сектор. Паралелно спроведуваме на силна кампања за публицитет на ИПАРД, правиме модификации на самата програма, се со цел многу попристапно да биде за самите апликанти, многу повеќе информации ние да им сервисираме, да имаме советодавен систем кој што ќе функционира, односно организираме 90 такви настани на територија на целата држава, каде што лично присуствуваме, каде што ги запознаваме сите корисници, потенцијални корисници со овие мерки. Паралелно и можности кои што ни стоат на располагање. Паралелно вчера ги пуштивме во процедура измените на Законот за пасишта, со кој што воведуваме нови критериуми и правила во делот на доделувањето на пасишта, односно правиме разграничување на со и без јавен повик до 50 и над 50 хектари, низано олеснување кои што стојат на располагање на сточарите, а паралелно работната група за дефинирање на новиот закон за пасишта работи. Го промовиравме пред само една недела завршувањето на проектот за ортофото снимањето на државата. После 10 години за прв пат изработивме авионски ортофото карти и снимки кои што ќе бидат не само на користење на нашите институции од нашиот сектор, туку и на сите останати државни институции кои што се заинтересирани. Меѓутоа, после 10 години направивме ортофото снимање во државата. Тоа треба да се прави секоја трета година согласно правилата на Европската Унија, но сега имаме точна евиденција на целокупното земјоделско земјиште. Завршена е дигитализацијата на 530.000 хектари пасишта во државата. Тоа е значаен сегмент во делот и на субвенционирањето кое што перспективно последните години треба да дојде од Европската Унија како субвенции кои што треба да ги добиваме. Пасиштата опфаќаат значаен дел од територијата на државата и затоа правиме брзи измени на законот кои што треба да ги фатиме роковите до мај, но и целосен нов закон за пасишта кој што се подготвува и кој што треба да го донесе соодветниот развој. За прв пат 2018 година, како што знаете, беа распишани огласи за доделување на земјоделско земјиште за сточарите, каде што првенствено, односно право на приоритет има сточарите заради производство на добиточна храна. Имаше оглас до 3 над 3 хектари. Заклучивме заеднички со сите чинители од секторот дека е потребно да го обновиме овој оглас, односно да понудиме нови површини. Тоа паралелно сега го работиме, ги дефинираме површините на територија на целата држава кои што повторно треба да бидат дадени на оглас. Се склучија договорите од овие први два повици. Распишавме мерка за млад земјоделец, каде што во 2018 година исто така најголем дел знаат дека приоритет, односно во правилникот со смената на критериумите, тргањето на критериумите прв дојден, прв услужен, но и тргањето на критериумите да може само трактори или не знам, да може и вработени во институции да добиваат грантови, ги заостривме критериумите, односно направивме еден филтер да приоритет имаат оние кои што не се вработени, дополнително бодови имаат оние кои што се над 2 години невработени, особено во делот на младите сточари и го мотивиравме сточарството, односно набавката на добиток како дополнителен критериум кој што дава предност при доделување на овие грантови, а 2019 година во која што со измени на Законот за земјоделство и рурален развој, сите измени се дефинирани. Ова поддршка ќе расне од 10 на 20.000 евра заради остварувањето на целта да оставиме целокупното земјиште, пасиштата, природното богатство на државата која што по природа е земјоделско, односно развојот на нашата економија треба да дојде од овој сектор, да дадеме зголемена поддршка на младите да останат тука, а ние да им ја пружиме целокупната поддршка. Денеска сигурно дека ќе дискутираме и за предлогот на Министерството за намалување на данокот на додадена вредност, кој што го договараме, преговараме со Министерството за финансии, кој што ги подготвува измените во делот на ветеринарните лекови, што е наше ветување пред граѓаните и една од нашите приоритетни активности во овој период. Ќе дискутираме за цената на млекото, за пазарните механизми, за можностите кои што нас ни стојат на располагање. Во делот кај говедата Агенцијата за храна и ветеринарство минатата година направи една сериозна акција
каде што е прочистен одреден регистар на бројот на говедата кои што ги имаме. Доаѓаме до една чиста сериозна бројка, тоа оваа година 2019 година ќе се однесува со сите активности кои што Агенцијата за храна и ветеринарство ќе ги прави и во делот на овчарството, на козите, да имаме јасна слика за да знаеме колку пари во буџетот остануваат и со колкава дополнителна поддршка може да насочиме кон овој сектор кој што е особено значаен и во кој што сериозни средства и сега се одлеваат. Меѓутоа сме на располагање да ги слушнеме сите барања на производителите, да носиме дополнителни мерки во текот на годината и да ги коригираме постојните политики и да влијаеме на совкупниот развој.